Vergine lungo nell'omenza, ma da dilemma all'omenza. A Romane Душава ми е полна, весела, оно што сакав да го чувствувам како еден од политичарите од ромската заедница, весела да гледам тука сите заедно, тука сме сите, и македонци, и турци, и роми, и амбасадори. Thank you for all embassy in Macedonia. Welcome in the Roma Day in Macedonia. Воедно, реков, душата ми е полна, бидејќи вако нешто за прв пат правиме тука во Република Македонија, но се знае, не ја дека сум иницијатор, се знае кој е диригент на владата, премиерот Зоран Заев. Не бевме спречени за ништо да го организираме ова, благодарение и на премиерот, и на директорот на Македонската опера и балет. Успеавме да направиме ова што денеска вечерва ќе го видите. Мислам дека ќе се изненадите од убавите песни, од убавите гласови и од убавиот оркестар на Македонската опера и балет. Нормално под ръководство на Иван Еминович. Почитуван председател на владата Република Македонија, почитувани министри и пратеници, почитувана екселенцијо, почитувани гости, дами и господа, пак и вален ромален. Денес имам особена чест заедно со сите вас да го прославим Меѓународниот ден на ромите 8 април. Бахтало, 8 април е ромален. На сите мои роми, сограѓани во Република Македонија и во светот им го честитам 8 април. Овој ден е посветен на ромската историја, ромската култура и ромската традиција. Не смееме да заборавиме историјата и идентитетот на нашиот народ. Без тие атрибути нема нација, нема народ. Уште во 1990 година, како што рече и претходниот водител, на 4-тиот светски конгрес на ромите 8 април се слави низ целиот свет, се пее ромската химна Джелем Джелем, се негува нашата култура и традиција, се негуваме нашиот ромски јазик, исто така од тогаш се воведува терминот роми. Светскиот ден на ромите е ден кога ние како избраници на народот треба да подсетиме на еднаквоста, на недискриминацијата, на интеграцијата, на достоен живот. Ромите во Република Македонија седуште се на маргините на општеството. За жал, сиромаштијата најмногу ја чувствуваат овој народ поради социјално-економскиот статус кој го има во општеството, недостаток на образование и инклузивност. Огромно е значењето на целата инклузивност на ромите во образованието. Вклучувањето во образованието значи подобрување на личниот развој, како и на општествениот развој, можности за вработување и, што е многу битно, вклучување во сите општествени текови, намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост. Сакам да им укажам на сите роми дека негувањето на својот мајчин јазик е од големо значење за опстанок на една етничка заедница. Историја, култура и јазикот на еден народ се основното обележие за неговата припадност. Денес се чувствувам горд затоа што сум дел од самиот темел на современиот ромски јазик, химна и знаме. Најголема важност е ромите да се вратат со својот јазик
и култура, традиција, доколку сакаме да го зачуваме својот идентитет. Поради исто, јас како пратеник во Собранието на Република Македонија ќе се залагам да се одбележи денот на ромскиот јазик, како и геноцидот врз ромите од Втората светска војна. Интереси на ромската заедница ги направивме со заклучок на владата и денот на ромскиот јазик 5 ноември и денот на геноцидот за ромите од Втората светска војна. И на крај сакам уште еднаш да го честитам Меѓународниот ден на ромите на сите мои сограѓани роми. Пак и вален ромален косасто сунал теовела менге бахтало октото апил. Почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани министри, пратеници, почитувани екселенции, почитувани гости, почитувани дами, почитувани представници на невладините организации, почитувани градоначалници. Бахтало втото апил сај роменге. Денове во Република Македонија се одбележува Меѓународниот ден на ромите 8 април и со гордост се прославува, при тоа се потенцираат културните вредности и специфики на ромскиот народ. Како и интегрален дел од македонското општество, се рамноправни со останатите граѓани и ги уживаат привилегиите за да можат да го користат и негуваат својот ромски јазик, својата национална култура, а во исто време и да чувствуваат во политичкиот живот преку политичките партии. Денес е ден кога се зборува за состојбата на ромите, инклузивност, еднаквост, економска положба, со други зборови ден кога секој ром сака и има желба на вистина да се почувствува еднаков со останатите граѓани, да ги ужива сите права без никаква дискриминација, да има добар пристап кон образованието, вработувањето и достоен живот. Ромскиот народ во Република Македонија е на добар пат кон подобра интеграција и достоен живот. Македонија е лидер на политиките за ромите во регионот, меѓутоа неспорен факт е дека ромскиот народ се уште живее на маргините во ова општество. Како министер без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за роми, за подобрување на нивната положба, од особена важност истакнувам дека е потребна доследна спроведување на стратегијата, која што третира проблеми од областа на образованието, здравството, вработувањето и културата. Верувам дека со многу работа и заедничка посветеност ќе го подобриме статусот на ромите во Република Македонија, ќе го со завршување на образовниот циклус, а со тоа да се зголеми вработливоста и да се исчисти сиромаштијата. За да имаме конкретни резултати во подобрувањето на состојбата на ромите, во Република Македонија потребно е да делуваме сите заеднички и да оствариме една единствена цел, а тоа е достоен живот за секој ром поединечно. Полека, но сигурно, приоѓаме на решавање на проблемите на оваа заедница во Македонија, заедно со подршка на граѓанскиот сектор и донаторската заедница во Македонија. А посебно сакам да го истакнам фактот дека во таа насока владата на Република Македонија со премиерот на Република Македонија господинот Зоран Заев е цврсто определена да гради инклузивно општество и да овозможи целосна социјална инклузија на ромската заедница. Уште еднаш среќен празник на ромите 8 април. Шукар Ален. Добре дојдовте. Почитуван министер без ресор Аксел Ахмедовски, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, господине Самка Ибраимовски и господине Амди Бајрам, почитувани представници од парламентот, исто така, почитувани представници на владата, министри овде присутни, почитуван амбасадор Ебејли, почитувани дипломати, почитувани представници на медиумите, драги сограѓани. Во Република Македонија, општина Шуто Ризари е единствената општина во светот каде што мнозинството граѓани се роми и каде што ромскиот јазик е официјален јазик покрај македонскиот јазик. Од 2001 година, со направените уставни измени, и ромите се рамноправен народ во Република Македонија. Се изборивме лани заедно
за изградба на Република Македонија во едно општество за сите, со еднакви права и должности пред законот. И се почувствував гордо за овие придобивки, со кои што сигурно се гордеете и вие, што не беше лесно ни да се постават како цел, ниту да се дојде до нив. Но факт е дека мора да се постигне ниво на достоинствени услови за живот кон што сме насочени сите. И бидејќи меѓународниот ден на ромите, 8 април, во чија што чест сме овде, освен што е бележник на ромската култура, е и ден на граѓанската свест, па во ова поздравно обраќање повикувам на уште повисока граѓанска свест за потребите на граѓаните роми во нашето општество. На сите нас, од сите националности и вери, деца, стари, возрастни, ни требаат и образовни и културни права, но потребен е и достоинствен живот. И факт е дека меѓу најзасегнатите за посочените прашања се граѓаните роми. И веќе ги направивме првите чекори кон решавање на горливите проблеми со домувањето, поседувањето лични документи, малолетничките бракови, пристапот до вработување, до здравствено осигурување, вклученоста на ромите во културата и образованието, на што посветено работи Министерството за труд и социјална политика, во рамките на централната власт и во соработка со општините и со граѓанските организации. Ке посочам неколку поважни активности. Во рамките на проектот Инклузија на деца роми во предучилишни установи, во текот на учебната 2017-2018 година, запишени се вкупно 514 деца роми во 19 општини во Република Македонија, или 82% од предвиденото е реализирано. Во моментот функционираат 12 ромски информативни центри во 12 општини. Се работи активно на терен на информирање, советување, упатување на граѓаните за остварување на нивните права и обврски во социјалната заштита, здравството, домувањето, вадењето лични документи. Од 1 април, Управата за водење матични книги отвори оглас со кој што се публикуваат сите лица кои не се регистрирани во матичната книга на родени да поднесат барање за дополнителен упис, со оглед дека околу 600 роми, според евиденцијата, се соочуваат со овој проблем. Владата, како што знаете, донесе програма со која што се ослободуваат од плаќање здравствена партиципација децата, чии родители се корисници на правото на социјална парична помош. Ова не е мерка само за граѓаните роми, но во голем дел ги таргетира токму ромските семејства. Од овој месец започнуваме и со имплементацијата на нов проект за социјално мапирање, финансиран од Европската комисија, со цел да се мапираат ромските населби и да се добијат квалитативни и квантитативни податоци за ромите во делот на образованието, вработувањето, домувањето, здравството, социјалната инклузија, поседувањето лични документи и слично. Министерството за труд и социјална политика, заедно со Советот на Европа и Европската комисија и заедно со општините, почна проект со цел поддршка на локалниот развој, промовирање добро владење и јакнење на вклученоста на ромите на локално ниво. Важно е политичкото учество на граѓаните роми во донесувањето одлуки што се поврзани со унапредувањето на положбата на ромите во Република Македонија. Овој позитивен модел во Република Македонија е пример во регионот. За решавање на приоритетните прашања на граѓаните роми ги ставивме во функција ресурсите од централниот буџет и донаторските средства. Целиме да постигнеме социјална кохезија и еднаков развој во општеството за сите. Сакам да потенцирам дека силна е политичката волја на владата на Република Македонија за вистинска имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во Република Македонија. Со овие ангажмани се постигнува изедначување на степенот на вклученост и интеграцијата на ромите со сите други етнички заедници во земјата. Определени сме да ги следиме и сите европски препораки, меѓу кои што е Европската платформа за вклучување на ромите. Платформата има за цел насочување на институциите на Европската унија, на земјите членки, на земјите кандидати, како нашата држава и на потенцијалните земји кандидати, да дизајнираат политики и активности во насока на инклузивна Европа. Почитувани граѓани,
и почитувани присутни. Сакам да ве уверам дека фокусирано ги следам сите активности во решавањето на така нареченото ромско прашање, затоа што едно општество ќе изградиме само ако сме сите посветени и само ако сме заедно. Четвртиот светски конгрес на ромите, одржан на 8 април 1990 година, е еден од најважните историски датуми за ромската заедница, затоа што со него ромите добија своја химна и азбука, но и со него на ромите им е загарантирано правото да бидат еднакви во општествата и да ги уживаат сите права, без дискриминација. За нас, за оваа влада на Република Македонија, целите на тој конгрес, како и на Европската платформа за вклученост на ромите, не се само обврска. Овие цели се еднакви права и достоинствен живот за сите. Се пред се желба да изградиме инклузивно општество во Македонија и инклузивна Европа, а се исто така и искрена верба дека тоа е патот до успешна, заедничка Република Македонија, дом за сите, интегрирана во Европската Унија. Нека е честит празникот и ви благодарам на сите за присуство. Програмата ќе не води Надежда Рубен. И Ернест Ибраимовски. Многу се радувам што сте дојдени и се надевам дека ќе има... Ернест, Па што? па не се возбудувај толку. Па како да не се возбудувам? Види, колкава убава публика. Па тука политичари, директори, пријатели, екселенци. Што? Тоа е мој текст. Гледај. А? Гледаш? Еј, вистина, леле, извини, нема никога да се повтори. Каде застанав? Каде застанав? Како рече? Каде застанав? Нашиот концерт ќе биде многу... Добро. Нашиот концерт ќе биде едно убаво патување низ светот на ромската музика. Во првиот дел ќе слушаме фрагменти од сериозната музика, што на некој начин се поврзани со ромскиот фолклор. За унгарскиот композитор Имре Калман, ром беше синоним за дружелюбивост и добра музика. Скоро во секоја од неговите оперети има ромски елементи. За почеток, јас и Ернест ќе исполниме еден дует од оперетата Грофица Марица. Дуетот се вика Дај циган. Повели Ернест. И јас те безобразен исто како ти, и јас командувам со сите цигани. Со кали плака сите да се смејат виолини, да ни пеат исто како ти. Не треба да се пие гордо виното, може поинаку да биде утрото и да се чуе иста песна и на други места, некаде биејки виното.